Објавен е конкурсот за упис во средните училишта за учебната 2017-2018 година. Средните училишта во лов на нови средношколци. Светот денес го одбележува 20 јуни, светскиот ден на бегалците. Превремениот транзитен центар Винојуг нема свечено одбележување, но нашата екипа го посети центарот Винојуг. Иницијативата Спас за струмичката котлина, Стоп за рудникот на смртта и Ловица организираше народен собир на кој членовите споделија информации за штетните влијанија врз животната средина. Дневник на телеканал А1, почитувани гледачи, добре дојдовте. Дали на повидок е престанок на работата на автопатот Кичево-Охрид? Посредбата што премиерот Зоран Заев ја имаше со кинеската амбасадорка во Македонија, се погласни се најавите дека е можно над 1200 работници од овој регион да останат без работа. Наместо уште поголемо раздвижување на работите на автопатот Кичево-Охрид, премиерот Зоран Заев со најава дека работата ќе биде стопирана. Дали со ваквото темпо на работа истиот ќе биде завршен како што претходно е планирано на крајот од месец февруари 2018 година? За овие 3 години работа на автопатот од 2014 година над 1200 работници и уште толку вклучени како логистика одовде ја има основната екзистенција, а сега дојдоа до неизвестност за истата. Стопирањето на работата на автопатот, стопирањето на асфалтирањето, градењето мостови и тунели, тампонирањето, копањето на земјиште, бетонирањето ќе значи и стопирање на нивната екзистенција и останување на улица. Посредбата што Заев ја имаше со кинеската амбасадорка во Република Македонија Лин Лисјен, владата информираше дека е запрена активноста на автопатот, а како што брифира одредени медиуми, причината била несовпаѓањето на проектираната и веќе изведената траса на автопатот. Работниците, но и граѓаните на Кичево се шокирани и загрижени од ваквите најави, кои можат повторно Кичевскиот регион економски да го осиромашат, со тоа што илјадници луѓе и семејства ќе останат без основна екзистенција. Ова во моментов е и најобемниот инфраструктурен зафат во Кичевскиот регион, кој ја раздвижи економијата во градежниот сектор, а сега можно е илјадници луѓе да останат без работа, нов автопат да нема, а досегашните вложени средства да бидат без резултат. Од главниот изведувач, кинеската компанија Синохидро, како и поголемите подизведувачи, изразуваат загриженост за ваквите најави и посочуваат дека тие со целиот човечки и механички арсенал се подготвени автопатот да го завршат во предвидениот рок. Останува да се види каква ќе биде судбината на автопатот Кичево-Охрид, иако претходната влада, освен овој проект, започна активности и за отпочнување на изградба на нов автопат Кичево-Гостивар, со што ќе се добиеше целосен автопат од Скопје до Охрид. Кичевчани, но и сите граѓани на Македонија очекуваат да продолжат големите инвестициски зафати што ги започна претходната влада, но засега неизвестна е судбината на автопатот Кичево-Охрид, а нема никакви најави за нови автопати. Светот денес го одбележува 20 јуни, светскиот ден на бегалците. Иако поради малиот број на мигранти во превремениот транзитен центар Винојуг нема свечено одбележување, нашата екипа го посети тоа место кое е символ на илјадници згрижени мигранти во изминативе 2 години. Денес е 20 јуни, светскиот ден на бегалците. Луѓе кои биле принудени да ги напуштат своите домови поради војни, насилство и прогон. Со завршетокот на минатата 2016 година, нивната бројка изнесува рекордни 65,6 милиони бегалци од целиот свет. Дел од таа бројка остави свој печат и белег и во историјата на градот Гевгелија. Прифатниот транзитен центар Винојуг е местото каде што им се овозможи превремено засолниште, а им беа пружени сите потребни намирници на лицата кои стапнаа на гевгелиското тло. Иако денес е заклучена со метален катанец, ова е портата низ која поминуваа стотици бегалци во изминативе 2 години, период во кој што се пишуваа животните приказни на бегалците кои што бегаа од воените жаришта. И по 2 години овде е навидум мирно и пусто. Ги нема илјадниците нозе да минуваат по патеките. Ги нема безбројните детски раце фатени заедно да играат. Ги нема искрените детски очиња кои не топеа со поглед. Денешната ситуација налага да нема одбележување на овој ден во центарот Винојуг во Гевгелија. Сите се сеќаваме на нивните пораки за подобар и побезбеден живот.
Сочувствувавме со нивните приказни, им понудивме безрезервна поддршка и помош. Народот ја научи лекцијата што значи да се биде бегалец. Пораки со љубов и искрени желби до раселените дечиња од целиот свет, им упатија и најмалите од градинката детска радост од населеното место Миравци. Посакувам мир и доволно храна за сите деца во целиот свет, од Максим во Македонија. Да им подадеме рака на сите деца бегалци, да бликне насмевката на нивните лица и светот да се промени на подобро. Вчера вечер во Босилово, иницијативата Спас за струмичката котлина, Стоп за рудникот на смртта и ловица организираше народен собир на кој членовите споделија информации за штетните влијанија врз животната средина на потенцијалниот рудник и ловица Штука. Еве ги пораките оттаму. Сакаме што повеќе да ги запознаеме граѓаните со работите кои што се во физибилити студијата и во оценка за влијање на животната средина, кои се официјални документи на инвеститорот за овој рудник за злато и бакар и ловица Штука. Значи, нашата цел е колку може повеќе да им кажеме на луѓето за оние работи кои што всушност биле прикриени или биле апла кажени во студиите, а биле занемарувани. Таму има многу работи за кои што можеме да се фатиме, почнувајќи од концентрациите, зголеменост на концентрации на тешките метали во водите, потоа хидројаловиштето кое е со огромни 276 метри, кој ќе биде полн со коктел од отрови, како што се сулфурна киселина, цијаниди, олово и така натаму, кадмиум и така натаму. Сите проблеми кои што граѓаните на некој начин не се запознале со работата на рудникот или од после работата на рудникот, сакаме да им ги предочиме и нашата цел е, се разбира, да започнеме референдум во општина Босилово, во општина Ново село. Се разбира, тоа ќе продолжи исто така и во општина Струмица и во општина Василева, затоа што цела котлина всушност е засегната, затоа што преку прашината, преку почвата и преку водите има опасност реална да се загади цела струмичка котлина, која што знаеме дека е еден извор на плодови, на земјоделски производи кои што и текако се квалитетни и барани насекаде во светот, посебно во нашите балкански држави. А пак на вчерашната седница на општина Дојран, советниците одлучија сепак дојранчани да излезат на референдум на 23 јули. Меѓутоа, тие нема да се изјаснат за стопирање на изградбата на рудникот и рударскиот комплекс Казандол во Валандово, туку по едно референдумско прашање дали сте за или против отварање рудници на територијата на општина Дојран. Тоа ќе биде единствено референдумско прашање од причина што советниците сметаат дека е сеопфатно и дека нема потреба да се изјаснуваат за стопирање на работата на рудникот Казандол во соседната општина Валандово, што пак не беше случај и во соседната општина Богданци, каде што жителите негативно се изјаснија по двете прашања на неодамнешниот референдум. Инаку референдумот во општина Дојран требаше да се одржи на 18 јуни, но одлуката за негово спроведување што ја донесе Советот на општината не била потпишана од градоначалникот Борче Стамов, затоа што во тој период не му бил продолжен мандатот. Продолжуваме со дневникот. Објавен е конкурсот за упис во средните училишта за учебната 2017-2018 година. Средните училишта во лов на нови средношколци, а пак полуматурантите ставени пред предизвик дали ќе изберат гимназиско или стручно средно образование. Идните средношколци треба да почнат да се приготвуваат бидејќи од наредната недела почнуваат уписите во средните училишта во Македонија. Конкурсот за запишување е веќе објавен од страна на ресорното министерство, а информациите говорат дека се обезбедени вкупно 35.909 ученички места, и тоа 25.127 на македонски наставен јазик, 9.830 на албански наставен јазик, 918 на турски и 34 на српски наставен јазик, во кои се вклучени паралелките во реформираното 2-годишно и 3-годишно стручно образование.
Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во 2 уписни рока. Јунски рок со 2 пријавувања на 28 и 29 јуни и на 5 јули, а доколку не се пополнат местата, уписи ќе има и на 31 август. Бројот на поени за запишување во средно училиште останува ист. Други термини утврдени согласно конкурсот кој што е објавен од Министерството и нашиот интерен оглас за уписни ученици. Со тоа што учениците задолжително на уписот мора да донесат извод од матична книга на родените, да биде оригинал, свидетелство за завршено од 6 до 9 одделение и потврда за примени вакцини од одделот за вакцинација во здравниот дом. Пријавата која што треба да ја пополна се набавува во училиштето и е бесплатна. Од оваа учебна година настава по нови реформирани наставни планови и програми во 2-годишно и 3-годишно стручно образование ќе се реализира во сите средни стручни училишта, во сите струки и образовни профили. Министерството за образование и наука соопшти дека бројот на паралелки за гимназиско образование, економско-правна струка и медицинска струка ќе биде еднаков како и лани. Запишат во гимназиско образование на македонски и на турски наставен јазик. Може да се запишете во стручното образование, во металуршката струка, металуршки техничар 4 годишно и 3 годишно раковач со рударски машини. Во електротехничката струка пак може да се запишат електротехничар за компјутерска техника и автоматика 4 годишно и може да се запишат исто така и во 3 годишно, со тоа што на турски наставен јазик го има само 3 годишното и може да се запишат исто така и во економско-правната струка, профилот е продавач. Значи, отворени сме за уписи и за сите прашани, заинтересирани, за сите родители кои што сакат предаване да знаат информации, значи ги имаме на нашата веб страна или да дојдат во училиштето, сите информации кои што им се потребни, ние сме тука да им јаснат. Од септември во средното образование во Република Македонија се воведуваат адаптирани наставни програми од Кембридж по предметите математика, биологија, физика и хемија. Во гимназиското образование, во природно-математичкото подрачје, годинава ќе има зајакнато изучување на математиката во комбинација А по 5 часа неделно, комбинација Б по 3 часа и по 4 часа неделно. Сите граѓани кои имаат проблеми со нерегулиран крвен притисок, неправилна срцева работа, градна болка во периодот од 20 јуни до 20 јули ќе имаат можност да се обратат во поликлиниката Филип II во Струмица. Оваа година специјалната болница по хируршки болести Жан Митрев во соработка, односно заедно со поликлиниката Филип II во Струмица, планира да им помогне на сите оние граѓани кои што имаат проблеми со кардиоваскуларните заболувања. Значи сите оние кои што ги имаат проблемите со градна болка, нерегулиран крвен притисок, неправилна срцева работа, може да се обратат во периодот од 20 јуни до 20 јуни во поликлиниката во Струмица. Ќе има акција, прегледите на оваа група пациенти ќе бидат 50% со цена на коштање. Ова го направивме затоа што свативме, односно нашето 17 годишно искуство на работа покажа дека приодниот период на вистина представува ризик за здравјето на луѓето, затоа оваа година нашиот допринос кон превенцијата од кардиоваскуларни заболувања ќе биде токму овој месец на попуст на цените на коштање на прегледите во поликлиниката во Струмица. Само 2,5 денари изнесува откупната цена на килограм праски во Росоман. Ова е поразителна цена на праските, а производителите се во тешка ситуација. Неколку дена траат нивните маки со изнаоѓање решенија за пласман на родот. Затоа и од денеска официјално започнаа протестите на магистралниот пат Градско Прилеп, каде се собраа голем број на овоштари. Тие излегоа на блокади со трактори, барајќи повисоки цени за производот. Само 2,5 денари изнесува откупната цена на килограм праски во Росоман. Ова е поразителна цена на праските, а производителите се во тешка ситуација. Неколку дена траат нивните маки со изнаоѓање решенија за пласман на родот. Затоа и од денеска официјално започнаа протестите на магистралниот пат Градско Прилеп, каде се собраа голем број на овоштари. Тие излегоа на блокади со трактори, барајќи повисоки цени за нивниот производ. Праска 3 денара, 5 денара, не оде, купци нема, си заминаа Руси
имаше, сега ги нема. Зошто не знам. Да некој да се интересираше, дојдеше, че видеше шо како, че ова не е денески и вчера, само ова е вака од почетокот. Праската за 5 динара се купува по кило. Голем проблем за земјоделците и гревота е. Треба да му се помогне на земјоделците за овој случај. Сега не знам од кај потекнува проблемот, али проблем е. Не може да продадиме една трошок на една гајба ти е 25 динара, а праската ја вика за 17 динара на гајба. Решение одма, праските ќе ги фрламе, наместо демагогија, работа и решение. Ова беа дел од испишаните пораки со кои земјоделците протестираа. Од Сдруженијето на овоштари велат дека со ваквите цени не можат да се покријат ниту основните трошоци. Праските ќе останат на нивите, бидејќи откупувачи нема, а производителите немаат никаква волја за работа, изјави Игор Милошевиќ од локалното Сдружение на овоштари. Бараме да дојде тука министерот, да дојдат новите власти, шо новата влада, да дојдат представници од власта, да седнеме да разговараме. Ние ако ова е сега предувачки штрајк, ако не бива, ќе го радикализираме протестот. Значи, ние сме во голема незавидна ситуација, немаме праските кај да ги продаваме, немаме пласман, ги зголемија критериумите русите, купци нема. Поддршка земјоделците добија и од локалната власт. Градоначалникот Стојан Челазов побара изнаоѓање на алтернативни пазари и интервентно решавање на кризата, а најави дека за овој проблем ќе расправаат и на седница на општинскиот совет. Повикуваме владата да не размислува да прави ладилници сега, туку да го реше проблемот, бидејќи на крај на криштата и слоганот во предизборието и беше дека ќе нема производител кој што нема да биде задоволен. Нас решението во септември не ни треба. Јас од политички аспект сваќам дека 100 дена не се задева една влада, ама немаме 100 дена за да го решиме. После 100 дена росоманци ќе бидат, односно земјоделците, ќе ги земат моторките у раците и треба да го исечат. Производителите најавуваат радикализирање на протестот, се до исполнување на нивните барања. Продолжуваме со дневникот. Околу 2000 струмичани од муслиманска, но и од христијанска вероисповед вчера вечер беа дел од голема ифтарска вечера која се организираше на градскиот плоштад Гоце Делчев во Струмица. Традиционалната вечера се организира традиционално неколку години наназад и е еден од главните настани за време на рамазанскиот пост во градот. Вечерата беше во организација на Сдруженијето Дост Ели Дернеги и општината Бајрам Паша од Република Турција, кои на струмичкиот плоштад на 500 маси организираа ифтар за 2000 луѓе. Ифтар е прекинување на рамазанскиот пост после зајди сонце кај муслиманите, односно вечера при рамазанскиот пост. Организаторот во чест на верските традиции понудил пристојна понуда. За верниците и гостите одбрана програма изведоа музичари и групи. На ифтарската вечера присуствуваа и представници на општина Струмица. А утре со почеток во 20 часот во Центарот за култура Антон Панов по четврти пат ќе се одржи детскиот фестивал Јојо во Струмица. Оваа година ќе се представат 14 распејани дечиња со нови песни во кои ќе се пее за музика, љубов, мода, сладки принцези, лето, децата и Струмица. Еве како што гледате, при крај се подготовките за детскиот фестивал Јојо, четврта година по ред се одржува. Можам да кажам дека заинтересираноста е секоја година се поголема и поголема, на наше огромно задоволство. Оваа година учествуваат 14 дечиња, со што имаме гости и од Скопје и од Гевгелија, ќе учествуваат на нашиот фестивал. Дечињата се веќе спремни, нетрпеливи и со душа чекаат да почне фестивалот, така да очекуваме добра забава за сите. Би сакала да ги поканам сите, дечиња и родители, утре, 21 јуни, во 20 часот во Дом на култура Антон Панов, да дојдат, да се дружиме и да поминеме убави, незаборавни моменти. Сакам да искажам благодарност до општина Струмица, која секоја година не поддржува и е тука за дечињата, и голема благодарност до сите музички соработници. И ово не сме само ние, и ово се сите дечиња во Струмица, сите музичари кои помагаат за да се направи еден фестивал за деца.
Веќе 2,5 години неформалната група Љубезност од Скопје помага на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци, вели Тони Станковски од Здруженијето Љубезност. Идејата на ова здружение за помош на социјално загрозени дошла од секојдневното среќавање со лица кои питачат по улиците, но и луѓе кои молат за помош. Кон оваа група секојдневно се приклучуваат се поголем број на граѓани кои сакаат да помогнат. За последниот случај со Васко од Струмица, Анета Дикова од ова здружение вели дека ја добива потребната помош и дека хуманоста на струмичани, но и останатите градови од земјава се покажала на дело и е од голема помош за остварувањето на овој проект. Секојдневно движејќи се на своето работно место или местото на живење или било каде низ градот, секаде среќаваме луѓе кои што бараат храна во контейнерите или пак стојат на семафорите. Едноставно одлучивме да не бидеме рамнодушни кон сето тоа што го гледаме и да дадеме свој допринос да им помогнеме на тие луѓе. Одејќи во маркетите за да купиме за нас за дома, секогаш купувавме или полневме уште една количка во маркетите, се со цел на крајот на неделата да ја подариме на некое социјално загрозено семејство. Почнувајќи на таков начин како 2-3 семејства, едноставно нашите пријатели, роднини и колеги од работа ни се придружуваа, сака да бидат дел од тоа и на тој начин растеше таа иницијатива како неформална група за да можеме да дадеме свој допринос во тој правец. Тој случај почна така сосема невинно да речам. Детето беше го забележавме низ градот како проси и стапивме во контакт со неговото семејство, ја увидовме потребата на тоа дете пред се да му се помогне затоа што е дете од дисфункционално семејство и нормално нели кога едно дете расте во такви услови влече и последици врз својот карактер, врз однесувањето и нели врз неговото образование. Има последици, така да целта беше да најпрво му се обезбедат основни услови за живот на тоа дете, да се врати во образовниот процес, да се врати на училиште и да му се помогне да се ресоциализира и реинтегрира во ова општество. Како што спомнавте, тој случај е разбран во јавноста. Меѓутоа, од друга страна, морам да истакнам дека голем број на наши сограѓани од Струмица излегало пресред подготвени да помогнат. Едноставно ја разбраа состојбата на тоа дете и без осуда понудија несебична помош. Почитувани следуваат и настаните од светот, да ги проследиме. Маркетиншката фирма која ја ангажираше Републиканскиот национален комитет случајно објавила чувствителни податоци за речиси 200 милиони американски граѓани. Количински околу 1,1 терабајт податоци се објавени, а меѓу нив можат да се најдат датуми на раѓање, адреси, телефонски броеви и политичката определеност на речиси 62% од целата популација на САД. До податоците можело да се пристапи преку Amazon Cloud сервер, доколку поединецот имал врска со тој сајт, јавува BBC. Информациите се собирани на разни начини, од пораки на форумите на Reddit до комитетите за собирање средства за Републиканската партија. Не е познато колку време информациите биле достапни на интернет. Британскиот министер за Брекзит Дейвид Дейвис се согласи со барањето на Унијата преговорите на истапување на Велика Британија од Европската Унија да се водат во две фази. Согласно договореното, во првата фаза ќе се преговара околу постигнувањето договор за условите за излез на Велика Британија од Унијата, а дури потоа во втората фаза ќе се разговара за идните британско-европски односи и за можен договор за слободна трговија. Станува збор за прва отстапка што ја направи британската влада на стартот на преговорите за Брекзит, затоа што уште по референдумското изјаснување на мнозинство британци за излез од Европската Унија, официјален Лондон бараше преговорите за раздружување да се водат паралелно со разговорите за трговски договори.
Силен шумски пожар го зафати градот Макарска во Хрватска. Огнената стихија, која трае веќе 2 дена, не престанува и покрај тоа што во гаснењето на огнот учествуваат околу 350 пожарникари, 150 војници и 4 канадери, пренесуваат хрватските медиуми. Иако пожарникарите проценија дека ќе биде тешко пожарот да се изгаси во текот на денот, досега нема повредени лица ни човечки жртви. Се бориме колку можеме и даваме се од себе. Ќе успееме да го надминеме ова во наредните неколку дена, вели пожарникарот Желко Гојак. Поради силниот пожар кој им се заканува на околните села и хотели, досега евакуирани се голем број жители и 800 туристи од 3 туристички објекти. Европската Унија денеска во Брисел усвои пакет заклучоци за борбата против тероризмот и меѓу останатото се обврзува на посилна соработка и со државите од Западен Балкан. Посебен дел од новите мерки ќе се однесува на борбата против радикализација и користење интернет и социјални мрежи во радикализацијата. Советот за надворешни работи на Европската Унија наведува дека се усогласени мерките што треба да ги преземе Одборот за надворешни работи на Унијата. Оценето е дека тероризмот е најголема закана и Унијата мора да ги зајакне своите капацитети за борба и надзор над финансиските текови. Една од мерките ќе биде испраќање експерти за безбедност и борба со тероризмот во делегациите на Европската Унија. Одиме со настаните од спортот. Работничкиот брада игра на комплексот на ФФМ во Европа Пелистер и Шкендија во Струмица. Едни од најозогласените во Европа. Ултрасите на Лех доаѓаат во Струмица. Одлични резултати и големо искуство за младите таленти на ФК Беласица. Во продолжение ги гледаме вестите од спортот. Работнички своите надпревари во квалификациите за Лигата на Европа ова лето одбра да ги игра на стадионот во комплексот на Фудбалската федерација во Скопје. По консултациите со УЕФА и меѓусебен договор со раководството на Трепене, одлучено е работнички најпрво да гостува, а реваншот да се игра на 6 јули во Скопје. Пелистер првиот надпревар ќе го игра на гости кај Лех Позњан во Полска. Реваншот се игра на 6 јули на стадионот Младост во Струмица. Шкендија и Пелистер своите надпревари во квалификациите за Лига на Европа, како што потврдија претходно, ќе ги играат во Струмица. По пауза од 9 години Битолски Пелистер повторно ќе ја представува Македонија на европската фудбалска сцена. Освојувачот на националниот клуб во првото квалификациско коло за Лига Европа ќе се соочи со тимот на Лех Позњан од Полска. Лех е 7-кратен шампион на Полска и еден од најуспешните полски клубови во историјата. Изминатата сезона, иако долг период беше на чело на екстра класа, во самиот финиш потврли и заврши на третата позиција со 55 бода, само 4 помалку од шампионот Јагелонија. Сепак овој тим го прави посебен тоа што ги има едни од најозогласените и најверните навивачи во Европа. Ултрасите на Лек се познати низ цела Европа, бидејќи каде и да гостува тимот, тие се во огромен број и го бодрат. А кога се игра на градскиот стадион во Позњан, тога знаат да предадат вистински пекол за противникот. Сигурно дека на пелистерци нема да им биде лесно на ова гостување во Полска, но жалосно е што реванш дуелот нема да се одигра во Битола, за и полските фудбалери да ја почувствуваат атмосферата што ја прават шкембарите под Тумба кафе. Трет поред меѓунареден турнир за оваа година на кој учествуваа фудбалерите на младинската школа на фудбалскиот клуб Беласица, но овој пат и резултатски најуспешни. 1/3 место во генерација 2003, 4 место во генерација 2004 и пласман меѓу 8 најдобри за генерација 2006, кој исто така беше многу блиско до полуфинале, но сепак среќата им го сврте грбот на дечињата. Почитувани, ова е се за овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно од мене.